Да, продолжаваме со следниот разговор во утринската програма, да им се помогне на луѓето кои немаат со што да се прехранат, е секако доблесна особина, особено и чувството е убаво заради тоа што ја покажувате и ја докажувате својата хуманост на дело. За еден таков настан зборуваме во продолжение, а ќе да знаеме повеќе од овие млади луѓе. Велам добро утро за Моника Ќосева и Леонид Баламов, двајцата студенти подноси со јавност на Високата школа за новинарство. Добро утро. Добро утро, благодарност за гостувањето. Во кратки црти, ајде да објасниме што представува хуманитарната акција Солидарен оброк. Солидарниот оброк представува хуманитарна акција на Црвен крст на град Скопје, односно поттикнување на хуманитарна дејност кај граѓаните, при донирање на оброци кои ќе им бидат доделени на бездомниците, односно ранливите групи. Овде може да се набројат луѓето кои се патени од ризикот да станат бездомници, луѓето кои преовладува прегладнетост и луѓето кои се прифатени во прифатилишта и непотребна помош. Кога мислите дека овие обраци им се најпотребни? Мислам дека им се најпотребни во текот на зимските периоди, кога е многу тешко да се најде храна поради временските услови, и во текот на викендите, кога народните кујни во црквите не работат, па поголем дел од бездомниците со овој проект може да добијат храна, сигурно дека би добиле еден оброк. Моника, кажи ми колку оброци до сега се донирани од страна на граѓаните? Од кога започна акцијата, тоест од минатата година во април, донирани се вкупно 646 оброци, од кои поголемиот број на оброци се донирани од страна на вработените на една организација. Останатите оброци се донирани кога се одржа првиот јавен настан за оваа акција Солидарен оброк, тоа е минатата година во ноември, и останатиот број на оброци се донирани во Солидарната недела, која се одржа во април оваа година, и исто така од страна на граѓаните кои директно отидоа во угостителските објекти и донираа оброци. Пред да ве прашам за поддршката, споменавме и во разговорот пред вас дека особено важна. Кажете ни нешто за реакцијата на граѓаните, односно за тоа како ја прифаќаат оваа акција. Граѓаните до сега оваа бројка, значи 644 оброци, е прилично мала на годишно ниво, и мислам дека би требало токму со ова да ги поттикнеме граѓаните што повеќе да купуваат оброци, бидејќи на некому тоа би можело да продолжи еден живот, а мислам дека нас ништо не ни чини 100 или 150 динари да издвоиме. Така, особено кога е за хумани цели, да. Кога помагаме на оние кои што тоа им е потребно. Ајде малку за поддршката. Кои се оние организации или угостителски дуќани кои што ја поддржуваат? Епа вака, најпрво на тие угостителски објекти кои ја поддржуваат оваа акција, има, како луѓето да препознаат, има постер на кој пишува дека овој локал угостителски ја поддржува оваа акција. До сега ја поддржаа сендвичарите Вили и Пепер, бурекчилница Круна, ресторан Гурмет, Специјал и мислам дека Добар апетит. Сега уште еднаш да појасниме како тоа функционира. Граѓанинот, еве, Леонид може да пообјасни, влегува во дуќанот, во продавницата? Да, без разлика. Кој е означено? Без разлика во кој објект влегувате, каде што, значи, го поддржуваат овој проект на Црвен крст, влегувате во објектот, гледате дека има постер на кој што пишува дека можете и вие да донирате барем трошка солидарност, го уплаќате вашиот оброк, со тоа што ако сакате да донирате уште еден оброк, давате истата сума ја давате и за оброкот што го донирате. Така. Само, извинете да напоменам дека оброкот кој што го плаќате и го донирате, потоа останува во угостителскиот објект, се додека не дојде лице од Црвениот крст заедно со купони со печат од Црвениот крст да го подигне, или пак тој купон му е даден на бездомникот и бездомникот доаѓа со купонот доколку е во можност и го подига оброкот. Сега, според кои критериуми се делат оброците на ранливите категории на граѓани? Значи, социјалните работници на Црвен крст имаат своја евиденција на кои лица ќе ги доделуваат овие оброци. Најчесто во поголемиот дел од ситуациите луѓето од Црвениот крст одат со своја лична легитимација и подигаат оброците кои се наменети за бездомници. Какви се очекувањата од оваа хуманитарна акција? Тоа нашите примарни очекувања или нашата примарна цел на оваа акција е барем да успееме да ја подигнеме јавната свест на едно повисоко ниво, бидејќи, како што реков, дека досега
таа бројка на оброци не е доволна на годишно ниво и барем очекуваме од граѓаните да бидат што повеќе хумани, да донираат што повеќе оброци и заедно да им помогнеме на оние ранливи групи кои се немотни да се овозможат. Ова е се ограничено само на главниот град? Да. Во однос на дуќани на организации? Да. Дали планирате тоа да се прошири како акција? Нормално, доколку се покаже како успешно, нормално. Да, ако се има иницијатива поголема од страна на граѓаните, ако почне да се зголема драстично бројот на оброците, би било добро сите организации со кои работиме, па да се придружат и други, да ја зголемеме оваа акција на државно ниво. За крај на разговорот, но и за оние кои што сега не се вклучуваат, уште една отворена покана, кажете само накратко, кога, каде можат да подарат оброк, уште еднаш, накратко? Заедно, ние овде што сме, по студијето и сите други кои што ја поддржуваат оваа акција, праќаме голем апел на граѓаните, што е можно повеќе и колкави се нивните можности да донираат повеќе оброци, затоа што на некој му е потребно тоа. Моника, мотивацијата? Мотивацијата, па би сакала да кажам дека граѓанинот одлучува кога, каде, што ќе му купи, ќе му овозможи на бездомникот, што значи може во било кое време од овие места што ги спомнавме и би сакале тоа да биде што помасовно. Ви благодарам за гостувањето и го посакувам успех Благодарим со оваа акција и сите наредни проекти кои ќе бидат секако со хуманитарен карактер. Благодарам.